Добар ден, поздрав и денеска, еве од нашето студио и од нашата Алфа ординација. Денеска ќе бидеме заедно со вас, се разбира, уште еден час во текот на оваа недела, секојдневно со различни теми кои што верувам дека го привлекуваат вашето внимание. Ве очекувам, се разбира, денеска со вашите јавувања доколку имате прашање, а зборуваме за една тема која што е секогаш актуелна, секогаш е важна, сите работи кои што ги слушаме во склоп на истата никогаш не се на одмет, напротив, секогаш не потсетуваат за тоа на што и како треба да внимаваме и колку всушност треба да бидеме сконцентрирани, особено кога го формираме секојдневното мени во било кој период од годината, секојдневното мени за здрава и балансирана исхрана, бидејќи токму тоа е вистинскиот начин кон одржување на добро здравје. Вие знаете, сме имале голем број емисии и многу различни теми од овој дел, односно од делот за здрава исхрана и за тоа како таа влијае во одржувањето на доброто здравје и при тоа верувам дека сите оние совети кои што досега биле дадени од нутриционистите кои што ни гостуваат секојдневно биле, се разбира, од ваша корист и дел од оние рецепти кои што ги кажале всушност имаат и примена. Сега верувам дека она што денеска ќе го слушнете во следниот еден час ќе биде навистина и интересно и добродојдено за вас, особено во овој летен период, каде што исто така треба да го држиме добар имунитетот, а тоа се разбира се прави со добро одбрана, здрава и балансирана исхрана. На оваа тема денеска во Алфа ординација зборувам со Љупче Трајчев или Љупче Бубе Трајчев, онака како што можете да го најдете на Facebook, бидејќи постојано прашувате за тоа. Активист за здрава исхрана, наш редовен гостин тука во Алфа ординација, со кого зборуваме на оваа и на други теми од овој домен, се разбира, и секогаш некои интересни и нови работи, меѓу другото и доста корисни рецепти. Љупче, здраво и добро дојде повторно во нашата Алфа ординација. Добро ве најдов, благодарам уште еднаш за поканата. Веќе почнувам да се чувствувам како домаќин овде. Мило ми е што сме повторно заедно. Ке имаме еден час кај што ќе можеме да проговориме за некои интересни работи, верувам интересни за нашите гледачи, кои што ќе може да ги применат, се со цел за да имат подобро здравје, да го поминат ова лето среќни, весели, здрави, што е впрочем и најбитно во животот, секогаш да бидеме здрави, да бидеме среќни, да бидеме исполнети и да живееме со полна паре. Така е. Обично кога ни доаѓа лето, сите летото со нетрпение го очекуваме и кога веќе ќе пристигне летото и високите температури, покрај тоа што уживаме, се разбира, во топлото време и во сонцето, сепак постојат некои одредени работи на кои што треба да внимаваме, вклучително тука покрај храната која што внесуваме, а се разбира, сите знаеме дека тоа не треба да биде тешка и масна храна, туку напротив она што и природата ни го дала, а тоа се сезонските овошје и зеленчук кои што всушност го хидрираат телото онака како што треба во тој летен период и при тоа ни даваат доволно и витамини и минерали за да може да го издржиме летото и да уживаме во истото. Покрај храната за која што ќе зборуваме, се разбира, во текот на емисијата, ние на почеток се договоривме да обрнеме и повеќе внимание во однос на заштитата од штетните сончеви изрази или уживањето во сонцето без да се грижиме дека тоа може да ни наштети. Ние знаеме дека сонцето е извор на најважниот витамин во телото, еден од најважните, тоа е витаминот Д, но за да го примеме витаминот Д онака како што треба, веројатно треба и да знаеме некои совети во однос на тоа. Сега, она што ние ќе го кажеме во првиот дел е покрај тоа што вие го знаете, како ваше собрано знаење и искуство од сегасните истражувања и работа, меѓу другото и она што лично го правите, а тоа се здравите рецепти за масла за сончење, кои што всушност штитат од штетните сончеви изрази, а при тоа веројатно ни го даваат она што го сакаме, а тоа е и добриот тен. Токму така, сонцето е нашиот извор на енергија покрај водата и воздухот и е најбитен затоа што сето што ние го внесуваме преку нашиот дигестивен систем настанува од сонцето, значи почнувајќи нели од житариците кои што најмногу сакаат сонце, овошјата, зеленчукот, орашастите плодови, сето тоа останато. Сонцето е директно сонцето како е енергија која што ние можеме да ја примаме, можеме и директно да ја примаме, не само преку продуктите кои ги создава сонцето, него и ние самите можеме да ја примаме таа сончева енергија. Затоа сончањето е многу битно. Витаминот Д, како што кажа, е еден од најбитните витамини за целокупното здравје, за подигнување на имунитетот, за штитење од болести. Меѓутоа, витаминот треба да се знаат некои одредени работи, дека витаминот Д исклучиво се раствара во масти. И тоа не во обични масти рафинирани, него колку мастите се подобри,
колку се сите ладноцедени масла во суштина се добри, имаат различен состав, меѓутоа сите имаат некаква функција која што е добра за нашиот организам и витаминот D се раствара во сите тие масла затоа што содржат природни масни киселини. Јас имам една комбинација која што веќе 9 години ја правам, веќе е проверена, рецептот секако е достапен, ова не е комерцијално, може да го најдат на мојата Facebook страна, може да си го направат сами, го пишува и процентот и процесот на изработка и сето останато, каде што комбинирам неколку видови на масла, на кои што додавам маслото со највисок фактор кој што може да не заштити. Освен тоа се додаваат и масла кои што содржат јод, содржат други минерали, витамини, заедно во еден склоп. Веќе 9-та година поред, вклучувајќи го и тоа дека јас по неколку пати во годината сум на море и на сонце, кај што е сонцето интензивно, вклучувајќи и останати делови. Обично секоја година одам во другиот дел од земјата, каде што исто така кај нас кога е зима, таму е лето, до сега не сум имал никаков проблем. Меѓутоа, еве сега оваа година прв пат по барање на моите пријатели го пуштив рецептот на Facebook, каде што може да си прочитат и да си го направат сами. Можам да го кажам и сега, може да го прочитат, не знам како, ако има време, можем да го... Па да, има време и верувам дека ќе ги интересира. Ми се чини дека имаме и фотографии за тој истиот рецепт. Имаме и фотографии од повеќето рецепти природни кои што можат исто така да ги најдат, да ги применат, тие се за повеќе работи кои што им недостасуваат. Имаме рецепт за железо, имаме рецепт за подобрување на имунитетот, маслото за сончање и уште некои други рецепти кои што исто така може да ги најдат на тој албум. My Nature се вика албумот, каде што имате процедура како може да го изработат. Тоа маслото кое што јас го препорачувам за сончање, 30% е масло од лешник, 30% е масло од сусан, 20% е масло од млади оревчиња, кое што содржи јод, затоа што јодот е многу битен во процесите на сунчење и тоа заштитува клетката од изгорување, ја чисти. А тука си останатите маслото од арган, кој исто така содржи големи количини на токоферол или витамин Е, кој што ја штити кожата, содржи каротени кои исто така ја штитат кожата, и тука е маслото од семки од малина. Тоа е не единственото, има повеќе масла, но единственото со заштитен фактор некаде кој што може да достигне и до 50 заштитен фактор, се зависи од квалитетот на малината, од местото каде е одгледувана, меѓутоа со испитувања лабораториски докажано дека имаме семки од ладноцедени семки од малина, кај што ЕСП факторот е некаде 50-тина. Исто тука може да се додаде масло од семки од див морков, каде што тоа е второто масло кое што постои во природата, кое што може да не заштити најмногу, некаде околу 35 до 40 СП фактор според многу истражувања. Јас обично кога ги земам истражувањата не гледам едно истражување, туку правам сублимат од сите истражувања и тоа на повеќе јазици и во повеќе земји од светот. Така да обично тогаш го донесувам она одлука дека треба да го применам тоа масло. И обично секогаш сите рецепти што ги правам ги применувам прво на мене, затоа што се природни состојки, не може да ми наштетат, може да има помал или поголем ефект. Во комбинација со истите го откривам оној рецепт кој што најдобро делува, нормално за мене и за останатите луѓе. Сега кај сите не може да биде исто, секој организам е различен, меѓутоа горе-доле таа е комбинацијата која што јас сум ја открил сега за сега дека е најдобра за одреден проблем, или сега зборуваме за маслото за сончење, кое што има одлични ефекти, кај што и по многу долго изложеност на сонце нема никаков проблем со кожата. Кожата само потемнува, не гори, затоа што ги има сите оние потребни елементи, масла, создавање на витаминот D кој што ја штити каротените. Така да имам доста искуства сега, баш последното синоќа го добив од една фамилија која што се врати од Египет, кои што цел ден биле на сонце и немале проблем, го користеле само ова масло, и при користење на овие природни масла потоа кожата не се лупи како при користење на индустриските масла, само потемнува и тоа е се што може да ви се случи. Нема отстранување лупење на кожата, јас веќе сум заборел тоа како изгледа.
додека ги користев индустриските масла, го имав тој проблем со лупење на кожа, со обновување, па најлошо е кога кожата ќе ви се излупи, па уште еднаш кога ќе изгорите, тогаш треба многу да се внимава, тоа им препорачувам на сите, веројатно сите го знаат тоа, меѓутоа да се внимава никогаш да не се останува на сонце со таква, обавезно да се стави мајца доколку се излупи кожата и се изгори. Она што сакам да го кажам за витаминот D, витаминот D се раствара во масли, меѓутоа во рафинирани масла не се раствара доволно добро и не може да се сублимира, не може да се процесуира во нашите клетки. Клетките го бараат ладно цеденото масло, каде што со процес на ладно цедење, без никаква хемиска обработка, се создава масло. Тука се искористуваат масните киселини во најголем број, самата клетка ги абсорбира и го создава витаминот D. Исто така, она што може да го направат многу едноставно, после секое сончење или 2 часа пред сончење, во било кое ладно цедено масло може да се додаде сок од морков, кој што содржи многу каротени, да се измеша убаво, се препорачува тоа да се стави во некој сад кој што има поклопец, за да може добро да се хомогенизира самата маса, маслото со сокот од морков и така да се премачка целата кожа. Тоа е обично треба 2 часа до пола час пред да се излезе на сонце, за да се абсорбира онака како што треба да навлезе веќе во клетките кога ќе бидат изложени на сонце да бидат спремни за да почне тој процес, затоа што самото изложување на многу јако сонце е шок за организмот, многу голема топлина, која што треба да има добра хидратација во клетките, треба да бидат тие добро подмачкани за да можат да функционираат на толку голема топлина, да речеме и UV зрачење кое што е повисоко од 20-30. Да. За оние се разбира кои што се заинтересирани да или си набават, односно или си направат таква маса за сончење, рецептите рековме дека ги има на вашата достапни се, можат слободно да ги видат, доколку имат прашања можат слободно да ми постават прашање, ќе им одговорам, доколку нешто не им е јасно во подготвување на тие рецепти, како може да ги направат. Според мене овој рецепт за сончење функционира одлично, се со цел направене за да се избегнат оние хемикали кои што ги има во индустриските масла за сончење, посебно титаниумот кој што е еден многу голем иритант, и алуминиумот кој што е еден од најканцерогените елементи кои што го внесуваме за жал преку многу индустријски продукти. Така да овде се работи исклучиво за ладно цедени масла. Овие масла што јас ги применувам, ги правам сам затоа што имам машина за ладно цедење, ги подготвувам и така ги користам и за сега сум презадоволен и сакам да го споделам ова искуство за сите оние што бараат. Има многу луѓе кои што сакаат на природен начин да добијат одличен тен, а да не употребуваат хемикали кои што знаеме дека се штетни. Исто така советувам никако солариум. Солариумот е многу штетен. Иако јас сум во Македонија третиот, кога го донесоа солариумот, трет го пробав солариумот, бев воскитен од солариумот, меѓутоа после со истражувањава видов дека солариумот ја уништува кожата буквално. Единствениот солариум е сонцето кое што природата или Бог ни ја дал и е многу корисно затоа што и со самото внесување на енергијата ние го зголемуваме целокупниот имунитет, не само витаминот D, него целата функционалност на органите, ткивата се обновуваат со самата сончева енергија. Да, па и од тука затоа е и важен витаминот D, кој што игра главна улога во однос на одржување на добар имунитет, кога веќе имаме доволно количество на витамин D, иако се вели, барем она што го велат и докторите, дека витаминот D е се помалку и помалку се намалува, односно количината која што би требало да ја има во човечкиот организам, статистички. Тоа зависи од здравата исхрана. Ако ние немаме здрава исхрана, самиот организам не може да го создаде витаминот D. И тој би требало да се користи доколку не можеме сами да го создадеме витаминот D, а сме доволно на сонце. Обично земјиве што се на север од Норвешка,
Шведска, Данска, тие имаат проблем затоа што денот таму трае 4 часа, 3 до 4 часа има сонце во зимскиот период, така да тие имаат проблем. Кај нас не би требало тоа да биде проблем, меѓутоа ние имаме проблем со работење многу во затворени простории, кај што многу малку се изложуваме на сонце. Затоа треба да се отиде на планина, да се диша чист воздух, да се земе малце од тоа сонце кое што е природно и уште една препорака. Сонцето е многу здраво, меѓутоа од 11:30 до 16:30 да не се изложуваме на сонце, затоа што сонцето е тогаш многу силно и не би било не е препорачливо, затоа што колку и ние да се заштитуваме, самата топлина и самата поставеност на сонцето во тој период од денот предизвикува, нели, може да предизвика несакани реакции. Несакани реакции не само значи на кожата, на целокупниот организам, затоа што сонцето е тогаш прејако. Постојат луѓе кои што се алергични на некои од состојките кои што Лјупчев ти ги спомена во однос на правење на ова масло. Меѓу другото и луѓе кои што имаат алергични реакции кога ќе се изложат на сонце. Сега, што во тој случај, веројатно оние кои што се алергични на јаткасти производи, бидејќи нели го спомнавме лешникот тука, ако добро памтам. И уште нешто кое што сепак може да биде алергено, тогаш значи дека тоа не е за да ги расчистиме, нели, тие работи, кој се може да го употребува, кој не може. Секако, доколку некој алергичен на јаткасти плодови може, значи, во обично маслиново масло да раствори поголема количина на масло цимки од малина, кое што може да го набави во продавниците за здрава храна. Јас го набавувам од соседна Србија, кај што го има во поголеми количини. Знаеме дека Србија е најголем извозник во светот на малини. И те имаат добро масло од цимки од малина, може, значи, да го растворат и да додадат сок од морков. Значи можат, доколку немаат соковник, блендер и слично, можат да го изрендаат морковот и да го исцедат од еден морков, кој имаат доволно за цел ден сок кој што ќе го добијат. Така да тоа им е одлична рецепта, многу едноставна, меѓутоа ова јас што ја споменав малку е покомплицирана, меѓутоа дава најдобри резултати поради секој масло, секој продукт, да речеме лешникот, сусамот, арганот и слично, содржат одредени елементи кои што ги нема во другите масла, така да правам симбиоза од сите за да ја задоволам кожата комплетно. Така. Да споменеме и детската кожа, знаеме дека детската кожа е нежна кожа и дека, нели, се препорачува и оно што постојано докторите, дерматолозите го препорачуваат, да не се изложува детската кожа на сонце во оние часови кога не треба, се разбира и за возрастните, но особено што е важно е да се внимава посебно пак на кожата на децата со фактор 50 и заштита од, да речеме, исто од штетните сончеви израци, не да можат и изгореници, нели, бидејќи децата знаат и да се заборават на сонце играјќи се со песокот и со водата, иако под контрола го држат, тоа се разбира родителите. Но во случајот на нанесување на такво масло на детската кожа, колку е тоа препорачливо? Еве сега ќе ви кажам собствен пример, затоа што јас веќе 9 години не користам индустријски масла. Овој рецепт, значи, настана некаде околу, после го додадов и маслото од арган, значи некаде пред 6 години, кога син ми имаше 6 месеци и не сакав никаква химикалија да му ставам на сонце. 2 пати беше на 6 месеци на одмор по 10 дена. И обично се случува секоја година по 2 пати да оди на одмор. И исклучиво го користам ова масло за син ми и до сега ниту имал проблем со кожата, ниту си излупил, ниту имал чешење, ниту имал алергија никаква. Едноставно, најмногу идејата ми беше да создадам нешто идеално баш за моето дете и така и го применуваме тоа веќе 6,5 години има, 6 години веќе полни, го користиме само тоа масло за моево дете. Значи директно лично искуство? Да, лично. Јас како што кажав, сето што го правам го применувам прво на мене, на моите најблиски, така настана и рецептот за железо, за подобрување, затоа што имав многу добра другарка која што употребуваше некои таблети за зголемување на железо на крвта, имаше
многу лоши реакции од тоа, гадење, мачнини во стомакот, не можеше да спи, ми вика дај ти се разбираш, дај направи нешто да ми го зголеми железово пошто ми е тројка, а трудна сум, не можам ништо друго и така настана кога видовме дека со комбинација на некои продукти кои што јас знаев дека содржат железо и ставивме и витамин С кој што е многу битен за да го врзе железото. Низиното железо се качи некаде до 11-12, така да така почна тој рецепт пред едно 3-4 години. Има многу примери, има две колешки твои од телевизијата кои исто така го имат качено железото, за тебе не знаеме пошто да јас сум уште под таа здрава терапија. Не добивме од тебе лабораториско испитување, меѓутоа за останатите две колешки е потврдено, така да и таму го има тој рецепт, значи се може да се направи природно. Единствено според мене само природата ни го дава она што нас ни е потребно. Само треба ние да знаеме вистинската комбинација да го потребиме онака како што треба. Се постои во природата, постојат различни продукти, растенија, постојат плодови, постојат, се само треба да се направи комбинацијата. Значи треба да се знае прво за да се направи. Да, за тоа треба многу долги истражувања. Значи јас веќе 23 години сум со истражување на сите билки и секогаш дознавам нешто ново, не велам дека знам многу малку затоа што секогаш дознавам нешто ново. Но учењето никогаш не престанува, така нели? Да, битна е желбата за нешто и љубовта со која се работи и желбата да се помогне. Мислам нема ништо поубаво од тоа, затоа што здравието е најбитно, се џабе ни е се да имаме ако не сме здрави. Здравието и љубовта и најбитно е, значи, за здравието е многу битно да се чувствуваме позитивно. Да. Имаме гледач Липче, ќе продолжиме да го вклучиме, само да го слушаме прашањето. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Поздрав на двајцата. Поздрав. Благодарам. Те молам, ќе биде љубезен Бубе, да каже, јако не е темата сега, кога веќе спомна за железото, накратко нешто, и второ, за морковот. И јас во медицината сум читала на интернет дека ако има морков каротин, како се вика точно што го има во морковот, не смее да се користи на сонце. Има флеки, се прават флеки. И сега како он тоа го оправдува? Молим те да слушам. Добро, благодарам. Сега прво да почнеме за железото или за морковот? Се едно. Ајде, како се. За морковот не ја разбрав баш, но за железото можеш уште еднаш ако сакаш само прашањето за железото, треба да објасниме како или... Да, веројатно сакаше да праша околу самиот рецепт за здравиот. Се користи. Како се извинувам уште нели? Треба да се храни, како да се храни човек. Ја барате исхраната за железо. Исхрана за да, добро. Исхраната за железо има многу во природата, многу билки, овошја, растенија кои што содржат зеленчуци кои што содржат железо, најмногу содржат лиснастите. Тука е спанаќ од копривата, семето од коприва, поготово од овие бобинките, аронија, боровница. Значи исто тоа можете да го блендирате секое утро, можете да изблендирате, да речеме, рака боровница или аронија заедно со 7-8 листови на спанаќ и една банана. Така да тука ќе добиете еден одличен рецепт, со тоа што секако во тоа ќе ставите и пола сок од пола лимон заради поголемото количество на витаминот С, за да може да го врзе железото. Безполезно е да внесете толку железо ако немате витамин С. Исто така да кажем и дека витаминот К е многу битен за врзување за Д витаминот. Д витамин затоа што некои научни истражувања последниве години тврдат дека витаминот Д всушност не е витамин Д, него е хормон кој што го лачи човековиот организам. Тука има многу полемики околу тоа, не навлегувам, битно е дека витаминот Д се создава во самиот организам и дека е многу битен и за имунитетот, и за кожата, и за целокупниот организам, и витаминот Д е многу битен. Со намалување на витаминот Д се зголемува можноста за заболување од канцер. Тоа исто така
докажано во многу институти, официјални, неофицијални, лаборатории и слично, направени се многу испитувања со глувци, значи од сите тие што ги имам поручувано, најбитно е затоа што луѓето кои што се изложени почесто на сонце имаат многу помал ризик од заболување од канцер. Од една страна треба да се штитиме од сончевите штетни зраци, од друга страна треба да знаеме како правилно да се изложиме на сонце, да ги избегнеме штетните сончеви зраци, а сепак да го добиеме она што ни треба од сонцето, а тоа е сончевата енергија и витамините. Да не заборавиме за морковот, само да одговориме на гледачката. Спомна нешто за морковот, јас не можев баш добро да ја слушнам. Вели дека од тоа она што знае е дека морковот, односно веројатно во случај за рецептата која што ја зборувавме, каде што го вклучуваме и морковот, дека не треба веројатно или да јадеме морков или да ставаме сок од морков, треба да јадеме. Останувале флеки. Остануваат флеки ако директно го нанесете маслото, тоа што го кажав претходно, најдобро е 2 часа или пола час. Ако директно го нанесеме маслото и каротенот е на самата кожа, не е впиен внатре, не е во самата клетка, точно е, може да настанат флеки затоа што тука ќе се изврши таа пигментација на кожата површински, кога самите клетки ќе го впијат, ние потемнуваме целосно. Сите што сакат да добијат добра боја, претходно добро е да пијат сокови од морков, да јадат морков, ако сакат да добијат баш убава црна боја и исто така да го користат маслото. Меѓутоа, како што споменав, најмалку половина час, најдобро е 2 часа претходно, затоа што нанесување директно на сонцето нема време да се внесе во самата клетка да потемни, него потемнуваат површинските делови и може да се содржат флеки. Тоа е точно што го каже гледачката. Затоа се треба да се искористи правилно. Да, да се прочита внимателно или да се слушне внимателно. Да, затоа треба дури на индустријските масла за сончење, поготово овие што содржат со морковче на сликата што се со каротени, пишува и на нив половина нанесување, половина час пред излегување на сонце. Затоа што и индустријските масла што се произведуваат и тие го налагаат правилното нанесување на маслото за сончење. Затоа што не е функцијата ние да се намачкаме и сега веднаш сонцето, значи треба да влезе во самата клетка. Клетката да го впие тоа масло, ќе го впие најдобро ако е ладно цедено, затоа што така најдобро го препознава. Тоа е значи само исцеден плод кој што му го цедиме маслото и кој што директно може да го впие самиот организам. Секое рафинирано масло е многу потешко да се впие, тоа треба да се обработи, затоа што со самото рафинирање му се пореметува структурата која е најдобра за која што може клетката да ја абсорбира. Да, и само јас уште едно подпрашање во однос на храната која што нели веќе ни е познато која содржи повеќе железо или кратко рецептот кој што го спомена содржи спанаќ. Кајсиите да не заборавам, кајсиите сега ги има премногу. Оваа година е година на кајси, кај што кајсиите се стварно смешна, се на 15 денари на пазар може да се купат. Кајсиите се еден од најдобрите извори на железо, дефинитивно затоа што може да се внесе поголема количина на кајси, може да се внесе поголема количина на железо. Меѓутоа, секогаш, значи може една лимонада и една порција со кајси е одличен рецепт за да се зголеми железото и да се направи убава хидратација на организмот. Јас извинувам што те прекинав. Само сакам да прашам дали бидејќи спанакот ретко го имаме, речи си да го немаме моментално, дали може да се замени со блитва? Блитвата содржи, меѓутоа содржи 4 до 5 пати помалце значи железо, меѓутоа може да се изеде поголема количина на блитва, така да блитвата обработена на пареја е одлична. Или жива уште побаво или во смути да се направи. Јас често ја користам за смути блитвата, имам мое собствено производство на блитва и гоџи бери, обично тоа ми е најчесто сега во последниот период, затоа што спанаќ веќе нема. Спанаќот не може да обстанува на овие високи температури, тоа обично е во пролет и во есен кога температурата е многу кога е некаде до највеќе до 27-8 степени, потоа спанаќот да не функционира на толку висока температура. А блитвата имаме цела година. Да, што значи дека можеме да се метнеме блитвата во секако можеме блитвата и една лажица семе од коприви.
И тоа ќе биде одлично. Тоа е исто како да сме ставиле 3 пати повеќе спанаќ, ќе го избалансираме, значи сите состојки во природата се наоѓаат, можеме да ги најдеме. Сега имаме, значи, во некој има повеќе, во некој помалку, меѓутоа ние ќе внесеме повеќе. Ние имаме моринга, која што има листот од моринга од Јужна Америка, има 20 пати повеќе железо од спанаќот. Меѓутоа, нема потреба вие да купувате толку скапа моринга, која можете да ставите 10 листа спањак, да ги изблендирате, исто како лажица моринга, да сте... А освен тоа ќе добиете и други бенефити од хлорофилот, кој што ќе ви исчисти. Хлорофилот е еден од најдобрите чистачи на организмот. Ќе продолжиме, Љупче, во однос на детоксикација на телото во текот на лето на организмот и се разбира добра хидратација или заштита од дехидрирање, што најчесто може да се случи во текот на летниот период, и уште неколку здрави рецепти за тоа што би можеле да практикуваме во текот на летото, но се разбира и во текот на целата година. Останете со нас, по рекламите продолжуваме со денешната тема. Продолжуваме со денешната тема, зборуваме, се разбира, за здрава храна или здрав начин на живот, она кое што не води кон добро здравје. Ја насловивме нашата денешна тема со здрава и балансирана исхрана до подобро здравје, но меѓу другото покрај здравата и балансирана исхрана зборуваме и за нешто што е важно, како што споменавме во текот на увелетниот период, а тоа е правилно изложување на сонце. И рековме впивање на сончевата енергија и витаминот D, кој што апсолутно ни е најпотребен и неопходен за добро функционирање и добро здравје, но и се разбира правилна заштита од штетните сончеви зраци. Ќе продолжиме со уште некои совети за тоа како вистински да се освежуваме и хидрираме во текот на летниот период, бидејќи еве и ова лето забележуваме дека имаме високи температури, во одредени периоди имаме температури кои што се и надпросечните во овој период од годината, и затоа треба да внимаваме да не случајно дојде и до дехидратација на телото, и често самото тело, нели, се разбира, ни дава знаци, но постојат и рецепти и начини кои што можеме да ги практикуваме за да го спречиме или го превенираме тоа. За сите вие кои што во моментот целувате во режијата и прашувате како да го најдете Љупче, и во минатите изданија кога Љупче ни гостува и вас сега се разбира ќе потсетам, може да го најдете на социјалните мрежи, односно на Facebook под името Љупче Бубе Трајчев. Тоа ќе ви го кажат и колегите во режијата, бидејќи има голем број на на луѓе кои што не можеме да одговориме, меѓутоа преку Facebook можеме се што ги интересира да прашаат, да добијат одговор. Тука сум да помогнам. Постои начин на Facebook да се постават прашања, да добијат одговор на што ги интересира. Меѓу другото, и кога ја посетат Facebook страната, се сите тука и рецепти напишани, што е уште и полесно за може да ги разделат. Секој кој што го интересира, кој што сака природно да го подобри своето здравје, може да ги види тие рецепти. Имаме таму сируп за имунитет, имаме за подобрување на железото, имаме други рецепти, имаме ова сега што е актуелно со сончањето на природен начин како. Наскоро мислам дека сега за 2-3 дена во моментот спремаме еден сапун на природна база за коса, кој што ќе биде 100% природен. Исто ќе може да си го направи, таму ќе го има рецептот. Значи таму има се и всушност тоа е најдобриот начин да исконтактира со тебе, но и да го најдат тоа што им треба. Тоа го кажавме, сега да продолжиме во однос на она што сезонски го имаме и ни го дава вистински тоа што ни треба, само треба да го практикуваме во количини во колку што треба. Знаеме дека на правилен начин. И на правилен начин, да. Во текот на летниот период, особено кога се високи температурите, немаме нешто многу голем апетит за јадење и самото тело или самиот организам бара нешто освежително. Не мора да го слушаме организмот секогаш. Да, мора да го следиме, да го слушаме и да му даваме она што му треба, за добро да функционира и да не служи, се разбира. И сега знаеме да го поминеме некогаш денот и само со овоше, со зеленчук, така со нешто лесничко, што е добро, но секогаш е добро и да знаеме кој е овошје, кои витамини ги содржи, доколку имаме потреба или недостаток од тие, да знаеме да ги комбинираме. Вака, пред да продолжиме со тоа, јас само сакав да кажам за морковот, заборев исто што е многу битно. Премногу работи одеднаш и морковот, освен што каротени што содржи, многу е битен заради самата кожа, за регенерација на самата кожа.
затоа што содржи големи количини на витамин А, провитамин А. Исто тука и тиквата, сите оние тиквата, папајата, сите оние кои што се портокалови растенија содржат во себе витамин А, кој што е многу битен. Ние имавме у наводници некоја епидемија на морбили која што многу едноставно се поминува со 6 до 7 чаши сок од морков или од тиква, може и комбинирано, затоа што процесот на морбилите кога излегуваат, тие оштетуваат кожата и тука треба енормни количини на витамин А и енормни количини на витамин С. И така можат многу лесно да се пребродат морбилите кои што, да речеме, во минатото знаеме дека биле некоја смешна болест каде што децата ги праќале оди во соседното село или оди кај комшииве, дете во има и ти да прележиш. Така да многу е битен витаминот А за кожата. Со самото внесување на витаминот А кожата знаеме дека е нашиот најголем орган. Мора најмногу да ја чуваме кожата. Не смееме да дозволиме ткивата на кожата затоа што таа се состои од повеќе слоја и тие се во не во милиметри, него во микрометри малецки. Дебелината нивна не смееме да се намали. Знаеме дека како старееме, дебелината на слоевите на кожата се намалува, што е нели природен процес со дехидрација на кожата и слично. Меѓутоа, за да ја одржуваме кожата, многу е битен витаминот А. Затоа советувам барем да се користи морковот барем 3 пати неделно по една чаша морков. Морковот знаеме дека е еден од најдобрите антиканцер пијалок кој што во герсоновата терапија се користи најмногу, една од терапиите кој што има најмногу луѓе излечено од канцер. Така да пред да преминеме на ова, значи да се надоврзаме, значи со дехидрацијата и со внесување на природни сокови, сега е период на свеж, добар морков, значи млад морков кој во себе содржи многу нутриенти, содржи многу вода, за разлика од есенскиот морков кој што е малку посув. Овој морков е сега млад, свеж и им препорачувам на сите барем утрото да го почнат со една чаша морков. Имаме сега и добри зелени јаболки наши, македонски, кои што не се увозни. Имаме цвекло исто свежо, може да се прават комбинации, меѓутоа морковот да биде доста застапен и заради заштита на кожата, и заради дехидрација и за целокупното здравје. Сега да преминеме на другите благодети на природата која што ни ги дала. Едно од најдобрите овошја според мене, овошје кое што е најмногу алкално, е лубеницата, заедно со лимонот и ананасот. Меѓутоа, ние немаме потреба сега да јадеме ананас. Ананасот може за зима да го ставиме, сега да ја земеме лубеницата. Секој утро може да се почне денот со лубеница, може да се изеде некаде до лубеница која е, да речеме, околу 2 до 3 кила тешка. Цела лубеница може еден човек да изеде слободно. Лубеницата, освен тоа што содржи, лубеницата содржи 94% вода, и освен тоа што содржи вода, содржи и електролити. Најмногу заедно со водата од кокосовиот орев, со тоа што го најдобро го дехидрира целиот организам. Не е само водата, него битни си и електролитите тука. И е многу ефтина кај нас лубеницата и треба барем, како што реков со морковот, барем секој втор денот да го почнеме со лубеница или предходно, пред ручек, 30 минути да изедеме поголема количество на лубеница слободно, затоа што лубеницата, како што реков, целата лубеница како плод е 94% вода, а кога ќе ја земеме вака е околу 98% вода, значи целото она што го јадеме внатре. Така да ја препорачувам лубеницата најмногу од се, да не се меша обично со други овошја. Исто така и за дињата. Дињата е исто прекрасна, содржи многу витамини и минерали. Дињата исто така да не ја мешаме со други овошја. Може, например, денот да го почнеме со лубеница, пред ручек да изедеме поголемо парче на диња и после тоа да ручаме. Пред доручекот да јадеме лубеница. Така да си го подредиме денот. Навечер не препорачувам да се јаде овошје, затоа што содржи шеќер и навечер ни се потребни протеини и минерали, затоа што преку ноќ кога спиеме се извршуваат одредени функции, не ни требаат шеќери толку,
затоа што преку ден ни требаат шеќери за да функционираме. Навечер ни требаат протеини за обновување на организмот, за рециклирање на оние работи кои што се оние клетки кои што кои што треба да се отстранат, да се создадат нови, затоа треба протеини. Протеините се градежен материјал. Секогаш една голема салата, сега исто имаме одличен патличен, краставици, наши домашни убави, и може тука да се стави некоја, да речем, они кои што се вегетаријанци, може да се стават орашасти плодови, да речем, ореви, бадеми, лешници, а оние кои што сакат можат да се стават младо убаво сирење, козјо препорачувам најмногу, така да ќе добијат еден многу добар оброк за навечер. И освен тоа си прават одлична дехидрација на самиот организам, да се внесува во летниот период храна која што содржи многу вода. Тоа е тоа што Тоа е ни најбитно. Да, и да се пие исто така вода, доста вода, да се пие водата, и овошјето секогаш се зима на празен желудник, никогаш не се комбинира, затоа што овошните киселини прават проблем кога ќе например, ако внесеме леп и ако јадеме, имаме обилен ручек и после тоа изедеме лубеница, ќе настане хаос во нашиот организам, ќе чувствуваме мачнини, гасови и слични работи. Меѓутоа, лубеницата која ќе изедеме, таа веќе за 20 минути е во тенкото црево и веќе тенкото црево почнува да се абсорбира лубеницата. Меѓутоа, ако ние ја изедеме заедно или после, да речеме, после ручекот, само ќе ни создаде проблем, ќе не може да се дигестира убаво. Освен тоа, ќе ја спречи дигестацијата на останатите продукти кои што сме ги внеле од ручекот, ако тој секако бил колку пообилен, толку потежок за варење. Така да секогаш се препорачува, и освен тоа, кога ние претходно ќе го внесеме овошјето пред да земеме обилен оброк, не само што добро ќе ја дигестираме, него ќе го спремиме желудникот за храната која што ќе го исчистиме, ќе го дехидрираме и ќе го спремиме за добро да ја дигестира храната. Она што се случува со луѓе кои што мешаат таква храна, имаат проблем секој со желудникот, имаат киселини, имаат чир на желудникот, имаат проблем со хеликобактер, затоа киселоста кога ќе се зголеми до тој степен, настанува проблеми со хеликобактерот, кој што неколку пати сме кажале во емисијата, се лечи со сок од зелка, се лечи со комбинација сокови, каде што се става сок од компир, некаде 2 лажици, или може да се исцеди сок од компир, кој што е некаде големина на малку поголем од тениско топче, слободно, поголема количина на компир не се препорачува, значи така може да го смират желудникот, доколку имаат проблем со желудникот, морков, цвекло и компир, сок од компир. Меѓутоа треба да се внимава со компирот, да не се зимат големи дози секое утро, и сокот од зелка е најдобар. Сега уште малку ќе имаме пролетна убава македонска зелка. Оние што имаат сите проблем со желудникот, со варењето, сок од зелка ладно цеден во соковник, не во блендер, значи во соковник само водата, само сокот, го пијат 15 дена и тој решава се, значи од хеликобактер, од чир на желудник, проблемите ги средува. Сега ова се надоврзувам за да дигестивниот систем ми биде спремен и начинот на кој што треба нели да се внесува храната. Не ние сега јас изедов значи денеска лубеница, меѓутоа како ја изеде лубеницата? Да. Ама знаеш, мене ми е тешко од лубеницата. Да, не ти е тешко од лубеница, тешка ти од комбинацијата која си ја направил. И ако си се напил едно кафе, тогаш е таа револуција во стомакот. Секоја лоша комбинација создава проблеми во зависност од тоа дали се работи за храна сготвена или пак за овоше зеленчук. Лошата комбинација може да доведе до тегоби кои што се чувствуваат, се разбира, и при дигестирањето. Имаме гледач на линија кој што има прашања. Да го вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Ивана, тетка Славица од Кочани, поздрав до тебе и до гостино. И да го прашам гостино, зборуваше за лубеницата и за дињата. Јас сум диабетичар број 2, само највечери пием од 500 мг и да ми каже колку е, а любител сум на лубеници и на дињи, и да ми каже колку имам право да изедам лубеница и диња у летото сега, и друго сето овошје.
И која храна е најдобра сега за шеќеро преку летото и зашо повеќе пати ноќе ми се покачува шеќеро. Поздрав, многу ве почитувам. Чао, чао. Поздрав и до вас, ви благодарам за вашето внимание редовно секогаш. Па добро прашање, да, и за останалите гледачи кои што имаат проблем со дијабетот или се дијабетичари, што би можеле да... Вака сега, има кај нас обично, знаете како, овошјето има шеќер, тие што се дијабетичари не треба да користат овоше, што е според мене сосема погрешно, не треба да користат овоше во големи количини, затоа што ти имат потреба од енергија, а овошјето, шеќерот добиен од овошјето е многу корисен затоа што и на дијабетичарите им треба енергија. Меѓутоа, ако претеруваат, имат проблем со, сега зависи дали е тип 1 или тип 2, имат проблем со искористување на шеќерот и шеќерот е блокиран, тоа го споменав во една емисија, не може да навлезе во клетката и затоа плива во крвта и вредноста е покачена. Значи слободно може некаде до половина килограм лубеница изчистена средена да јаде гледачка, меѓутоа наутро, навечер не сме, затоа што навечер, како што кажав, кога не го трошиме ние шеќерот, тој мора некаде да се таложи. Меѓутоа кај проблем е кај дијабетичарите, не може да се таложи никаде, не се обработува како што треба и плива во крвта и затоа е висока вредност. Така да наутро може слободно лубеница, не мора, може и попладне парче диња да се изеде слободно. Она што најмногу го качува шеќерот, тоа е месото и мастите од животинско потекло, затоа што тие се блокаторите за искористување на природниот шеќер. Шеќер никако, секако знае гледачката дека не може шеќер да користи. Исто така може кога например кога ќе исече дињата, кога ќе спреми за јадење, одозгора да ја полее со таан, кој што заедно со комбинација со дињата и со таанот, освен тоа не само што ќе го искористи правилно, него со внесување на таанот заедно со дињата може да ја намали вредноста на шеќер. Иако дињата е сладка, иако содржи шеќер, меѓутоа таанот кој што е, ќе го искористи тој шеќер и другиот шеќер кој што е висок, ќе го врзе заедно со таанот и ќе може да го искористи многу полесно. Така да слободно нека користи, нека избегнува навечер никако, значи не смее навечер. Навечер најдобро е да користи, да јаде салата. Одлична е краставицата. Може слободно краставица да внесе со краставицата, со најдобро е со јаболков оцет и колку може помалку сол, ако може без сол уште подобро. Затоа што и солта не е добра да ја задржува водата, особено навечер. Значи нас треба организмот навечер кога пред да легнеме да биде мирен. Да. За да може да ги направи функциите кои што сме разговарале. Тука се лачи мелатонинот, се лачат останати хормони. Не сме енергијата да биде насочена кон желудникот, кон варење храна, значи тоа е најбитно. Така да слободно гледачката нека јаде, нека внимава, значи после 18 часот никако ништо внесуваме, ама сакам малце кафе со шеќер, не. Значи апсолутно треба да го изостави шеќерот, преку ден може слободно парче лубеница, диња, може да ужива слободно во овие дарови од природата, можам да кажам. Да, во кое што за кој што самата кажа дека многу ги обожува, но сепак ете таа состојба може да биде пречка, но во случајов ете постои ограничена количина која што може да се... Да, секако не сме премногу, затоа што ако внесе премногу, проблем е кај луѓето што немаат проблем со дијабет, тоа знае да се обработи, да се складира, меѓутоа кај нив не функционира поразлично, така да освен тоа не само што за не се препорачувам најмногу сок од јаболка. Цеден сок од јаболка е одличен за дијабетичар. Нешто најдобро што може да постои. Да, но никако не ни седат јаболки кога ќе видиме лубеници, диња, особено во летен период, ама тоа е тоа, Тоа, значи може да си ги дозволи, меѓутоа нека користи сок од јаболка, доколку може. Така. Сега имам уште неколку минути до крај, јас би сакала да ги искористиме за уште неколку совети во однос на тоа што можеби зимскиот период е покарактеристичен за различни вирусни инфекции, настинки и така натака, но тоа не е исклучено во летниот период никако. И кај децата и кај повозрастните се случува од различни причини, меѓу кои е и намалувањето на имунитетот, се разбира зборувавме како се зголемува имунитетот. Но она што би требало да го потенцираме е
што би требале најчесто или најмногу да правиме или конзумираме за да го држиме тој наш имунитет по добро ниво, за да може во текот на летниот период да ги избегнеме настинките и вирусите. Па тоа е секако овошјето, зеленчукот, овошјето е број 1 за зголемување нели на имунитетот, големи количини витаминот С, витамин С содржи, така да сега ќе почнати, веќе се почнати капините, малините да се внесуваат во голем број. Сега на планините веќе има и боровница. Јас се препорачувам планинската боровница, од индустријски одгледуваната крупната боровница. Да, доколку се знае како е одгледана, меѓутоа сепак планинската боровница содржи многу пати повеќе витамин С, многу повеќе нутриенти содржи, за разлика од ова култивирана индустријска боровница што е плантажна, да кажам. Така да искористување на ние имаме преку целата година. Тоа е интересно што ние имаме преку целата година. Имаме почнувајќи од дивата јагода која веќе заврши, меѓутоа на повисоките планини може да се најде. Па имаме боровница, имаме малини, имаме капини, имаме дренки, имаме после тоа почнува шипинката. Сега ги кажувам, шипинката е најбогато. Имаме гоџи кое што може да се најде лесно, јас го имам во мојата градина, го користам. Исто така големи количини на витамин С. Па таму некаде при крај на септември, октомври почнува шипинката, така да цело време може да се внесуваат високи дози природно на витамин С. Знаеме во портокалот, во лимонот, сега да се исцедат еве ќе им кажам една прекрасен освежувачки пијалок што можат да си го направат дома, значи едно гранче од мента или од нане може да се изблендира со вода, потоа да се додаде сок од лимон и мед и да се добие еден прекрасен летен напиток пребогат со витамин С. Освен тоа има хлорофил во нането, има многу битни минерали, има есенцијални масла кои што го подобруваат работата на целиот дигестивен систем, така да еден одличен пијалок, гранче нане може да се најде секаде. Јас го имам во мојата градина и ментол и нане и го користам често за освежување, може да се најде по пазарите, се продава, така да тоа е еден прекрасен напиток, да не ги купуваат оние ладни чаеви со 300 додатоци стоени во шишиња, така да доколку сакаат да внесат нешто корисно. Сега јас тоа им го препорачувам. Јас сум секогаш за она природното што може веднаш да се направи и веднаш да се конзумира, затоа што така сето тоа што стои го губи витаминот С, ги губи другите нутриенти. Сето што е свежо е добро, така и функционира. Еве сега сакам да кажам една многу битна работа за овошјето. Овошјето содржи зрелото овошје кога ќе почне да зрее, кога ќе во фазата најголемото зреење, на самата обвивка на овошјето се создава салвестрин, така се вика состојката, која што на некој начин е природен појачувач на вкус на овошјето. Затоа што ние нели кога ќе набереме, еве да речеме било која овошка, кога не е доволно зрела, ја јадеме, викаме, не е тој вкусот. Или кога купуваме од пазар или од маркети, ама го нема тој вкус, затоа што сето индустријско што се произведува секогаш се бере многу порано, за да може да се транспортира и го нема салвестринот. А салвестринот, освен што е појачуваш на вкус и што го дава вистинскиот вкус на овошјето, е една од најдобрите состојки за зголемување на имунитетот. А сега овошје со салвестрин се знае кој јаде, секој што има дома, ќе му падне јаболкото или кајсиите, ќе ги собере, ќе ги изјаде, овие какви се, супер, значи, или крушава ќе падне, одлично е ваков вкус, значи, и многу поразличен од дрво кога ќе скинеме, затоа што веќе кога ќе узре таа самата паѓа, е пребогата со салвестрин, освен што ќе ни биде вкусна храната, ние ќе создадеме еден природен имунитет. И затоа се практикува да се јаде зрело овошје. Овошјето, например, тропското овошје што стига кај нас, ова манго што се продава, нема врска со мангото, например, што сум го јадел во Азија, Африка, во Јужна Америка, значи сосема е
е Да, различно. тоа затоа што не е затоа што не може да се подневје. набере, исто така случаите со авокадото и со останатите овоше, затоа е добро да се јаде повеќе Тоа што си го имаме тоа тука. што го имаме тука. Затоа велам, може ананас, само зимно време. Сега зошто ананас кога имаме прекрасни дињи лубеници кои што се одгледани тука на наше подневје, кои што се одлични, одлични алкализатори, многу е битно. Знаеме за алкалноста, лубеницата, како што кажав, е број 1. Алкалниот организам е алкален организам, значи организам кој што не може да заболи. Кога нашата средина е алкална, белите крвни клетки можат да уништат буквално се. Тие се тогаш најсилни, најдобро функционираат и тоа Нобелова награда знаеме дека има Ото Варбург добиено 1931 за алкалноста на организмот и кај што докажал од 28 до 31 во сите експерименти кои што ги правеле дека добивањето на сите болести, вклучувајќи го највеќе и канцерот, е киселоста на организмот. Да, А алкалноста се постигнува со внесување на сето она што расте од природата и што може веднаш да се конзумира, а лубеницата е број 1, вклучувајќи и дињата и ананасот. Меѓутоа лубеницата е број 1 затоа што ние од лубеницата можеме најмногу да внесеме како количество и најмногу да го алкализираме организмот. Освен тоа ќе му направиме детокс, Да. користење на зелените листови, како што спомнавме, блитва, тука е Макдоносот, сега може да се направи една прекрасна салата со многу Макдонос, во било која салата може да се додаде Макдоносот, така да тоа е исто така добар прочиствувач, многу е богата. Макдоносот после шипинката и црвената пиперка е трет кој што содржи најмногу витамин С, зборам на 100 грама. Сега ние не можеме многу Макдонос да внесеме, меѓутоа можеме да направиме една убава салата со повеќе Макдонос. Термички необработен. Да. Липче, веќе 11 часа треба да привршуваме. Јас ќе ти се заблагодарам тука за твоето денешно гостување. Се разбира одвоеното време и многу интересни информации кои што и денес ги слушнавме и кои што и се лесно достапни во однос на купување и во однос на конзумирање и во однос на правење на рецептите кои што ти ги имаш и се достапни за сите гледачи. Потсетувам, Љупче Трајчев е вашиот профил каде што може да ги најдат сите рецепти, а при тоа да си одберат она што им одговара или она што им треба за едноставно да ја подобрат здравствената состојба или да одржуваат и понатаму добра. Имав уште неколку прашања во однос на тоа исто што е карактеристично и досадно во текот на летото. Тоа се комарците и дали имаш можеби нешто на природен начин против тоа, но тоа ќе го оставиме за некој следно издание бидејќи ни тече времето. Благодарам на поканата. Јас уште една само ќе кажам за крај, нека ги користат благодетите на природата, нека го користат сонцето правилно, продуктите, овошјата кои што ги имаме, затоа што ние сме земја во Европа која што има најевтино овоше дефинитивно и едно од поквалитетните. Што повеќе овоше да јадат, што повеќе да спортуваат, затоа што и спортот е многу битен, физичката активност и секако ќе бидат здрави, среќни, весели и нема да имаат проблеми со здравјето, а тоа е најбитно кај еден човек да биде здрав и да функционира онака како што треба. Така е, позитивна мисла, здрава и балансирана исхрана и се разбира спортска активност е трите најважни работи за одржување на добро здравје. Верувам дека ова беше навистина еден корисно и добро поминат еден час заедно со нас на фреквенција на Алфа. Благодарам за вашето внимание и ви постакувам да имате пријатен ден, па ете, направете некој од рецептите или доколку нешто од ова што го споменавме немате, тогаш може да го набавите во најскоро можно време. Имате убав ден и следен повторно утре во 10 часот. Довидување.